Na današnjem dnevu, braći i sestri, se napunila 1 godina od intronizacije za novi svešten tron na Kruševskate zemlji srca Sveta Mitropolije. Druga prilika može biti bide upatna za da zboruvаме za времето, što znači. Но една е констатацията дека оваа година, бар за мене, помина многу брзо, а верувам и за сите, зашто ние луѓето сме ненаситни на времето. Сакаме да живееме вечно, а таа вечност ќе ја стекнеме и ќе ја добиеме само во Царството Божие. Ние секогаш ќе бидеме брзани да зборуваме за евангелската перикопа која читав, затоа што многу теолошки теми ни преостануваат да ги разгледуваме, да ги разгледуваме, да се запознаваме за истите. Така што денеска одбрав една тема која е современа многу, ама се уште нема конечна димензија. Повеќе ја предлагам да размислување зашто црквата еден не дава директиви и насоки, или барем не треба да дава сите заеднички соборно. Еден во еден допринесува друг во друг, трет во трето, и се во едно соборно мислење. И затоа често пати кога слушате, а како православната црква за тоа има мислење? Ако се анализираме, ќе видиме дека не може ни да има едно унифицирано мислење. Црквата и не треба ни да има, особено за современите проблеми. Оно што е добро во црквата, сите нас не поттикнува да размислуваме еднакво. И тоа е доволно во тоа што се среќаваме. Не може да биде Бог некој различен од Света Троица. Не може да биде Бог различен од Бог и човек. Не може да не биде Света Марија Богородица. Тоа се догмим во црквата, не може да не ги почитуваме иконите. Меѓутоа, за одредени теми можеме да се разликуваме и да имаме различно мислење. Една од таквите теми е темата за која денес сакам да ви проговорам, а таа е еколошката тема. Прво, изванично, може би сте слушале дури од владини избори, да видите, има министерство за тоа, за екологија. Зошто велите овој владика ви кажува екологија се вели, а не екологија? Затоа што Грција ни е овде на 11 километри од Битол, граничен. И ние да го земаме транскрипција, да земаме на грчкиот јазик, преку Холандија, односно преку Еразмо е Ротердамски. Тоа би било крајно безмислено, но тоа покажува и периодот во кој што живееме, каква смисла имаме на живот. Икос е грчки збор, кој значи дом. Екологија е збор за домот. Денес, како што веќе слушавте и подбором знаете секако, дека велат луѓето екологија. Со истото значење, ама со лоша транскрипција, затоа што ние не ги менуваме изговорените зборови на некој друг јазик, особено на како што се познати во тој јазик. Значи не можеме од ико да речеме еко. Зошто би било така? Зошто би било таква транскрипција? Само од незнаење. Некој може никако поинаку, нема никаква основа и потврда. Кога знаеме кој е коренот на зборот
и од кај доаѓа одредено проистекување на збор. Екологија или збор за домот е во нашето време и како наука веќе развиена, како да ја заштитиме природата. Меѓутоа, црквата, браќа и сестри, што пред 20 веќе се грижи да ја заштити целата природа, зашто се свесна дека тоа е нашиот дом. Сакаме во нашиот дом да има ѓубре, нечистотија, смрдеа. Јас мислам, скоро никој од нас тоа не го сака. Како да сакаме во широкиот дом во кој што живееме, да имаме неред и одредени ситуации на несовпаѓањето со друг. Особено пред некоја година беше популарно тоа да се гледа цели депонии по патиштата од најлони кои ги однесал ветерот, а тие сите знаеме дека се нераспадливи и не може да ги распадни природата за кратко време. Треба многу векови да се распадне еден најлон. Никој не и тогаш да се распадне. Но тоа е малку сега да го кажеме во црквата и да кажеме последица одредена на таа појава. Тоа е нешто што во суштина нашите предходници ги учеле децата. Немојте да ја загадувате природата и да е ваш дом. Како што домот не сакаме да го загадиме, така не сакаме да ја загадиме и природата. Меѓутоа, неодговорноста наша донесе дотаму да природата е повеќе од загадена. И не само тоа, туку гледате и глобална растечка температура има, секоја година се повеќе и повеќе. Да не зборам тоа што и водните ресурси се толку намалени, особено е тоа многу приметно во земјите и во средините со пониска економска моќ, затоа што не можат вода ни да купуваат, а она што треба да ја пијат е загадена. Зошто би го зборувам се ова? Како да не го знаеме, сите го знаеме, дури дека како што реков има и Министерство за екологија, надвор тоа што таква транскрипција има. Значи не се вика Министерство за екологија, меѓутоа сепак стигнало човештвото да се погрижи за тоа да води сметка и за сеопштиот дом на сите. Некој ми спомна уште додека Трамп беше председател на Соединетите американски држави, му велат зошто не подпишуваш договор за глобалното затоплување да се направи нешто. Ама јасно е дека председателот Трамп нема информација само од една страна. Многу различни информации добива и следствено на тоа се однесува и во однос на глобалното затоплување. Соединетите американски држави беа меѓу ретките земји што не подпишаа договор за да се справуваат човештвото воопшто со глобалното затоплување. Ке ми че човек како е можно ние, православните, да се грижиме за толкава ширине на домот, како што е целата земјина топка.
не само ние православните. Треба нашето видување за домот да го образложиме и на другите, како што секако го правиме. Денеска со овие еколошки теми започнам прво можда Вселенската патриаршија да се занимава. Сегашниот вселенски патриарх Вартоломеј го вика дури некој време зелен патриарх. Во смисла зелен дека се занимава со еколошки проблеми. Од неодамна велам десетици години, може би назад, и папата Франциск се занимава со еколошките теми. И сите нас не остава равнодушни. Меѓутоа, како да се занимаваме со еколошките теми кога ние немаме општ и заеднички консензус во сваќањето на тоа што е проблем воопшто во нашиот дом, во нашиот имус. Тоа може би и тешко дека ќе го имаме, затоа што, иако сум прочитал многу чланоци, многу обраќања познат на оваа тема, никаде не сум нашол дека некој го третира оно што го вели Евангелието и ќе создадат ново небо и нова земја. Како да оваа земја на која што живееме треба да биде вечна. Не можам тоа да ги побрзам работите кај сериозни длабоки теолози кои не сакаат исто да го побрзат тоа. Зошто Господ ќе ни вели ќе создадам ново небо и нова земја, ако ние треба потполно да штитиме оваа планета. Со право од една страна ни вели затоа што додека сме тука, додека живееме на оваа земја, одnosno додека живееме во овој дом, ние треба да се грижиме за него. И утре да знаеме дека ќе го напуштиме овој дом, до утре треба овој дом да ни биде светот. Зашто што имаме ние посвето друго од домот, освен црква? Црквата ни е најсвета, после домот. И така се однесуваме, и така треба да живееме. Дека ние православните христијани прво црквата имаме за свој дом, а после тоа свој дом. И тоа тие ни се најсветите две работи. Ама свесни секогаш за тоа дека еден ден кој ќе биде после утре, затутре, или после 20 века, или после 50 векови, не можеме тоа да го знаеме. Ќе ја напушти на оваа земја, зашто Господ за нас, токму за нас ќе создаде ново небо и нова земја. Така, заради препознавање нешто да ги викаме ново небо и нова земја. Дали ќе биде земја, дали ќе биде некоја друга планета, дали ќе биде нешто трето, исто не знаеме и не можеме да знаеме. Ама во суштина ќе биде нешто што Господ ќе го створи само заради нас. Како што засега во овој свет постои живот на оваа планета Земја. Оние приказни дека има и на друго место живот. Тоа се малку чудни приказни, не затоа што јас не ги знам и не сум упатен, не знам дека на друга планета има друг живот. Туку затоа што Христос ќе ни кажеше, ако имаше и друго место, ќе речеше, одам јас и на друго место, ќе завршам работа, па ќе дојдам пак кај вас. Не. И логично многу е да размислуваме дека Господ го створи целото бавина на овој свет заради нас. Ама ние, браќа и сестри, ќе се потрудиме да ја разрушиме, да ја убавиме. Ете, тоа е нашата еколошка одговорност. Не одговорност во тоа дека да го
по-далечиме времето кога Господ ќе создаде ново небо и нова земја. Тој ќе создаде убаво од овие што се. Ама наше е тоа што е веќе создадено и дадено под наша одговорност тоа да се грижиме за него. Исто како некој ни доверува нешто, одреден богатство да кажем, и ние го истрошиме за бадија, за ништо. И после кога ќе дојде да ни побара сметката, го што вели во Евангелието, Господарот на свет, тогаш да немаме одговор, зашто и каде сме ги потрошиле средства. Така е исто и со овој дом кој го нарекуваме Икос на грчки, а тоа е планетата Земја. Ние се грижиме, браќи и сестри, за неа. Се грижиме затоа што одговорност наша пред Бога имаме да се грижиме. Тоа ни е доверено од Бога. Ако ни е доверено од Бога, тогаш треба да имаме навистина одговорност за тоа да се грижиме за истата. Затоа ја начнувам само оваа еколошка тема, не можам да ја решам потполно, затоа што е многу обемна, многу широка и многу длабока анализа бар. Меѓутоа, секој од нас нека си понесе дома, во својот мал дом, сознание дека треба да се грижиме и за големиот дом, односно. Во Крушево може би нема, ама во други градови има и тие што не следат од други градови, нека го имаат секако како представа, дека не треба да го загадуваме град. Не треба да фрламе ѓубре по улиците и како некој да е должен да ни го собира ѓубрето после нас. Или може би сте гледале луѓе кои псукаат по улиците. Зошто има потреба? Може би еднаш во животот има човек потреба, ќе се засркне или нешто, ќе му се случи. Ама нема стално по тоа навика. Некои луѓе имаат навик, будат печекори и после печекори псукаат по улиците. А колку бактерии пренесуваат, колку се пренесуваат тоа кај другите, кај, да речам, здрави луѓе. Тие работи треба да ги чуваме како домот свој. Тогаш ќе сватиме целата смислена одговорност која ја имаме како православни христијани. Јас зборувам денеска за православните христијани кои се собрани на ова место. Меѓутоа, ако сакаат да важи нешто и за другите, кои може би не се православни или не се христијани дури, и за нив, ако најдат приметба на зборовите, нека ни ја соопштат. Ама ако не, нека ги исполнуваат сите должности во заедничкиот дом кој го имаме во сите поколенија кои ќе дојдат до крајот на светот. Исполнайте, Господа!